Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Во новото издание на Диетално максимално, Марија и Виолета ги одмеруваат целите во надпревар во куглање. Која ќе биде подобра? Ќе ви откриеме и брз, вкусен рецепт што се подготвува за неколку минути. А ќе дознаете и како ефикасно се ослободите од целулитот и масните наслаги со комбинација на традиционални рачни масажи и современа апаратурна технологија. Здраво! Ами што еднаш интересно беше. Одлично. Добре не дојдовте уште едно ново издание на Диетално максимално. Тука сме заедно со Еми, но и женските од екипата на Диетално и од екипата на Максимално. Тука сме во спортскиот центар Борис Трајковски. Денес имаме интересна задача, впрочем како и целата оваа недела. Токму така. Надпреварување кое што ќе биде поврзано со куклањето. Да, и претходната сезона беше интересна. Точно. Со кандидатите, но мислам дека оваа сезона бидејќи се жени ќе биде уште поинтересно. Така е. Имаме две екипи. Екипата на Диетално и екипата на Максимално. Еми, ај тебе ќе ти припуштам. Одлучи кој од Диетално да биде, а кој од Максимално во првата емисија. Ајде вака, како што се вака убаво наредени, како аптекарски шишиња, и тргнувајќи по мојата висина метро и желба за растење, од екипата на Максимално Марија, а од екипата на Диетално Вики. Вики, знаем дека вака ќе ги. И па тогаш, значи, утре може да бидат Бети и Јана, и Ивана и Светла. Може. Бидејќи вака почна. Нека биде така. Еден ден, втор ден, трет ден и на крај финале, немој да заборавиш. Така е. А после финалето има еден реванш меѓу мене и тебе, може? Ќе се договориме, ако дойдеш во Синерџи на вежбање, ќе се договориме реванш тука. Ете, ветувам, ќе дојдам, само да те преслушам. Добро, можеш да ги кажеш правилата, кој што денеска колку треба да 20 пати. 20 пати. 20. Добро. И денес и утре и задутре. Да знаете. Добро, истото важи за финалето и оној кој што ќе има најмногу бодови, односно најмногу оборени кугли, тој е победник во таа борба. Договорено? Договорено. Значи, само ќе ги замолам... Еми, дојди само јас и ти вака. Дали сте подготвени? Да. Марија, дали се куглала никогаш? Би сакала дечките од... Не, никогаш до сега? Трајковски да ги повикам, ако може да ни го смена. Добро. Дали се куглала никогаш до сега, Вики? Си имала такво искуство со куглањето? Во Битол уште кога сум живеела пред 15 години, 20 сум модела. Тогаш во спортската сала се отвори една куглана и така децата да ги однесам и јас. Покрај децата и мајката малку да поигра. Добро. Што мислиш што би направила денеска? Дали би се снашла убаво? Па, ќе се потрудиме да видиме право да оди топката. Не оди лево десно. Да, ама знаеш, жилбите се едно, но реалноста кога ќе се фрли куглата и кога ќе се пушти надолу е сосема друго, секогаш знае да фати некоја лева или десна страна. Јас да се надобрзам според мерењата, според работата во Синерџи со вежбањето. Убаво ги наместив намерно Марија и Вики, затоа што и двете имаат проблеми со рамењата. Така да и двете ќе бидат, значи, еднаква борбата, бидејќи двете лево рамо, десно рамо имаат проблем, така да... Значи, оваа Еми толку добро знае како функционира, што знае кој ќе биде време за не е битно кој ќе победи. Ќе ме научи како пишиме. Така е, но се па гледате да победите. Ајде, ќе гледаме. Дали сте спремни на мој старт? Време Бидете кугла. Ова. Одиме. Ајде. 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 Вие може да навивате слободно. Браво! Видија, Вики! Ајде, па со жолти ги играм. Чекам. Марија веќе пушти. Зашто не ги Манца. Зашто нема погоден. Вториот убити 100 лева. Неќе да се спуштат, емче. Не, ама истите се. Не, ама повторно треба. Ако, ајде, да не ги избутеш сите. Како? Ајде, Вики, шо чекаш?
Гледаш, Марија го нема тој проблем. Марија до сега ниту една ни под надолу. Ете, сега Марија ќе биде успешна. Може ли вака да застанеме? Една Марија, застани. Имаме мал технички проблем од страната на Вики. Ке може ли да го повикаме дечкото кој што би требало да го среди, бидејќи Вики има една техничка Има грешка. проблем. Еве, сега ќе се, мислам дека ќе се намести. Има некаков проблем. Ајде, српка! Ајде! Браво, Мац. Ајде, Вики. Вики, тесно е, Вики! Браво, Вики, браво, Вики! Значи мајката ме вака. Словарат двете на средина. Подготвени се Марија и Вики на своите стартни позиции. Да, ова докажува дека вежбањето дека добро им Точно. Морам да се сложам со тебе. Не! Браво! Јас! Одлично! Ајдете, женски! Маца, фати добар правец! Остануваат уште колку? Уште 10. 10. Концентрат, немојте да гледате лево, десно, гледате само право. Дај тоа да пробам. Избрска. Секогаш. Браво, Вики, браво! Ајде, Маца! Топли се комочка. Браво. Еве ќе ставам тука. Не, болја тука. Ајде, Ајде, уште Вики, осум Вики, имате. Маца! Концентрација, почекај. Без брзање. Без брзање, Марија. Браво, Вики! Марија! Добре, се отиде на кај десно, а браво за Вики која што... Имате уште 7 фрлања. Ајде. Сега да... Морам да кажам дека овој пат подобро оди на Вики. Некако има тоа искуството околу носењето на децата во куглана и помогнала. Извини, Вики, те урочи. Многу те фалев, да ти кажам. Колку во моментот погодила. Да. Ама топката ми бега. Не може. Браво! 6! Браво, Вики. Ова е првиот обид од оние Ајде, 5 кои што полека. преостанаа до крајот. Смирено. Така, смирено. Добре, Марија, малце те фати на лево. Одиш ти на десно, топката ти оди на лево. Еве, Вики, ја фати средината и да видиме. Браво, Вики. 4 погодока, одлично. Гледам дека на Марија се омилени зелените кугли, додека пак на Вики жолтите. Никако се поделија во однос на боите. Марија, одлично. Браво. Браво. Ке ме помачи малце. Ви се ближи крајот, женски. Затоа бидете по-внимателни. Утре ги сите. Браво. Супер. Марија имаш уште 2, Вики имаш уште 3. Чекај. Не брзај, Да се Марија. наместат. Смирена. Браво, Вики. Ајде сега.
Еве, Уште има. две. Бега. Сега да наместат. Маце, Нешто не те сака куглата. смени си ја. Смени ја бојата, може до Сменјате бојата. дека може подобро ќе ти биде. Само едно. Едно, аич. Еве, Марија, Бега. повторно ја фаќаш левата страна. Се умори. Вики Маце, има некоја заврши. така. Браво, Вики! Падна раката. И падна. Пак и сега уште едно. Застани ми. Вики Уште има. една, долку. Готово толку? Браво, Вики. Така? Значи, Вики, поштена. Честитки, Вики, заслужено да те кажам. Браво, Маце. Има некоја тактика, ај погледи во камера и кажи каква тактика користеше за да победиш. Центрирање на средина и минатиот пат во минатите емисии кога пробував дека сум левичарка и не можев со левата рака една центар да видам, се некако топките ми бега или од левата или од десната страна и вака кога ќе ги пуштав со двете раце, подобар центар и право одаа топките и затоа така по нека тактика ги фрлав. Слушнавте? Ајде и сега Маца да чуеме што ќе каже. Јас Маца, се ти? радувам и на овие поени што ги освоив. Значи, Добра. според минатите епизоди не можев ниту да го путно. Не ми одеше воопшто од топката да се пима. Сега е супер. Среќа е тоа, така? За наредно ќе биде уште подобро. Да се надеваме, така е, супер. Честитки Вики на победата, Браво, така да Вики. продолжиш и со вежбањата во Синерџи. Маце, супер. Ќе вежбаме. Нормално. Така е. Одиме утре, така? Одиме Видиме утре обавезно. кој како ќе победи. Толку за денеска. Добар ден, јас сум Теуна Трпчевска, добро дојдовте у Трпезарија. Денеска за гледачите на Диетално максимално ќе ви представам како се прави цацики, класичен продукт во нашата кафана. За цацики моментално ви се потребни копар, рендана краставица, сол и бибер, павлака, може и со грчки јогурт, но ние автентично грчка ја правиме со грчка павлака и исто така лук по желба, но бидејќи јас лук не јадам, моментално во рецептот лук нема да има. Прво моментално ви треба павлака. За во цациките, за разлика од тераторот, ви е потребно рендана краставица, во тераторот ви е потребно коцки краставица. Потоа се нанесува копарот. За автентично да биде цацикито, мора да се внесе копарот. И за крај ви е потребно малце бибер и малце сол. Потоа ова се заедно се меша. Заедно со по ваш избор, ако сакате, може да додадете и малце маслинова. Потоа се соединува и се меша. Откако ќе го измешате цацикито, ние во нашиот ресторан сакаме да додадеме и накнадно маслинова. Ова е одличен рецепт за топлите летни денови и лесно се прави, оди со секое јадење, но вас ако ве мрзи да го правите, слободно дојдете во таверна Трпезарија.
Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Во центарот на градот, студио Катен Кат. Биотек поликлиника, врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, доварба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Добар ден! Денеска имаме чест да ни бидат гости, учесничките на проектот Диетално максимално, кои што со задоволство сакаме да им ги аплицираме нашите третмани во нашиот колагенски центар Аквамарин Меди Велнес. Денеска ќе ви ги представиме дел од третманите кои што се изведуваат кај нас. Нашите третмани се наменети генерално за целото тело, духот и телото. Значи, сакаме нашите клиенти да имаат поголема самодоверба откако ќе завршат со третманите кај нас. За почеток ќе имаме можност да ви ги прикажеме две од најпопуларните масажи кои што се светски тренд. Имено станува збор за вакуум мадеротерапија или бразилска мадеротерапија и другата е гваша мадеротерапија. Девојките можат сега да почнат со апликација на третманите, додека јас малце ќе објаснам за какви третмани станува збор. Мадеротерапијата, со еден збор кажано, значи терапија со дрво, со дрвени алатки. Ова се всушност древни методи. Древни методи од Латинска Америка. Во некоја литература се посочува дека се древни колумбиски методи, но како и да е. Сега се возобновени, бидејќи се навистина многу ефикасни. Тие имаат двојна улога, не само терапевтски, туку и естетски ефект. Овие третмани се наменети претежно, значи за женска популација. За жал, повеќе кај жените, таква е анатомијата на телото, има повеќе проблем со целулит, со депозит на масно ткиво на регии каде што никој не ги сака. На почеток на третманите, на телото се нанесува масло за масажа. Работиме значи со природни масла, без додадени конзерванси, бидејќи мотото наше е здрав дух во здраво тело, значи без токсини, без пестициди и така натаму. Откако ќе се направи блага масажа, потоа се продолжува со третман со апликација на овие дрвени алатки. Тука се значи тие алатки за гваша мадеротерапија. Може да ги покажеме сите. Тоа се овие алатки кои што имаат различни големини, различни димензии
и наменети се за различни делови од телото. Значи, зависно што третираме во моментот, се употребува соодветната алатка. Додека на другата страна работиме со вакуум алатките, тие се дрвени алатки во облик на ѕвона, како чаша. И едната и другата масажа прават всушност масажа на длабоките поткожни слоеви, каде што се наоѓа депонирано, значи, цврсто, сврзнат киво, каде што се заробени масните клетки. Во овие случаи, значи, ние работиме масажа и на третман и на длабок целулит, и на површен целулит. Битно е длабокиот целулит да излезе на површината, а потоа да се елиминира површниот целулит. Многу се моќни, употребата на овие алатки дава многу ефикасни третмани и многу убави резултати. Многу е популарна мадеротерапијата како третман веќе години назад. Овие се, значи, уште поголеми во ефикасноста што се постигнува со примена на овие алатки. Значи, даваат многу поголеми резултати. Вакуумот некаде може би 3, па и повеќе пати подобри резултати дава од класичната мадеротерапија, додека гвашата дава уште поголеми резултати. Вакуум мадеротерапијата работи на принцип на позитивен и негативен притисок. Што значи тоа? Кога ќе се допре алатката до телото, чашата прави вакуум и некако изгледа како да ја подига кожата нагоре, со тоа, значи, и долните слоеви, долните подкожни слоеви. Исто така, овие продолжетоци на гваша алатките, исто и тие прават притисок на длабоките подкожни слоеви и доведуваат, значи, до целта и на едната и на другата терапија, односно третмани, да се подобри циркулацијата. Кога се подобрува циркулацијата, се носи во третираната регија свежа крв богата со кислород, се разбиваат со самите механички движења, се разбиваат големите масни депозити на помали, на поситни клетки кои што потоа полесно се елиминираат од телото. Значи, бенефитот е повеќе кратен од овие масажи. Освен што ги разбиваат масните депозити, доведуваат до подобрена циркулација, доведуваат до опуштање на мускулите. Значи, оној спазам, ригидност на мускулите попушта и секако на кожата. Кожата станува глатка, мазна, со убава прокрвеност, односно убава боја, свежа. Нема изглед на она стагнантна состојба, од влошена состојба заради целулитот, па и неубава боја што следува потоа, освен изгледот на кожата како портокал. Третманите генерално траат 60 минути, секој посебно, значи 60 минути еден третман. Во текот на тој третман се обработува целото тело. Значи се почнува од задната страна, во најголем процентно случај. Значи се обработуваат нозете, торзото, рацете, секако предната страна на нозете, стомакот, сите регии кои што едноставно клиентката сака да ги поправи. После, најдобро е овие третмани да се прават како пакет од 10 третмани за подолготрајни резултати. После овие 10 третмани, препорачливо е да има одржување. Многу е популарно да се каже бустер дози. Значи, тоа одржување дава, значи, долготрајни резултати на задоволство. Бидејќи уште толку се моќни овие третмани што само по еден третман има веќе резултати. Се зголемува, значи, лимфотокот. Со самите третмани што правиме? Една многу важна работа. Значи, лимфна дренажа, бидејќи алатките кога се масира одат по токот на лимфните садови. Зошто е многу важно ова? Седечкиот начин на живот, што е тренд, светски тренд, доведува до застој на генерално на движењето на течности во телото.
Лимфните садови се тие места каде што течноста најмногу се собира. Затоа имаме отоци, особено во долните делови на телото, тие што се по сила на гравитација најблиску до земјата. Лимфните садови кога ќе се раздвижат со овие аортки, односно течноста, циркулацијата на лимфата, се помага да се исфрлат отровите од телото. Самата лимфа се движи во лимфните јазли, од лимфните јазли навлегува во циркулацијата, потоа преку бубрезите вишокот на течности се исфрла. Значи се намалуваат оттоците, освен претходно што кажав сите тие други перформанси што ги постигнуваме. Се намалуваат оттоците, задржана вода, токсини, значи телото се буквално се детоксицира после овие третмани. Секогаш пред да почнеме со работа, прашуваме обавезно, тоа е значи задолжително, дали има клиентката некаква здравствена состојба, дали прима антикоагулантна терапија, дали има некои модринки видливи, дали има некоја друга здравствена состојба како што е проблем со срце, со бубрези, со црн дроб. Апсолутно не се работат овие третмани ако има рани, повреди на кожата, било какви значи заболувања на кожата кои што го ограничуваат, односно оневозможуваат аплицирањето на овие третмани. Водиме грижа, ги даваме советите да после третманот пијат вода и имаат здрав животен стил во однос на исхрана. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Нов ден, нова енергија и нови навивања. Која ќе биде поуспешна во куглање? Јана или Бети? Подготвивме и нов, брз и здрав рецепт. А ќе ви представиме и ефикасен третман што ги добиваат нашите учеснички за уште подобри резултати во трансформацијата.